тука, навака. Знаеш дека добро, ова се ми дојде една идеја и многу интересно и може да помогнеме на сите вака. Сега се наоѓаме негде во Струга, а една од струшките плажи има пуно кајчиња, како што полно кајчиње се извинам, може да видите. Од таму се гледа сино езеро Белеит и онда облаците нешто се темнеит, што би рекле. И го гледам овој теснецов овде од езерото, ако може тоа да го доловиме. Знаеш дека ние може тука бизнис да направиме, да и предложиме на Америка, ова со нафтава се што, да предложиме бродовите, нели таму кој Ормудскиот теснец не ги пуштаат, минирани биле, ова биле, она биле, овде име најсигурно овде не мора да се вика Ормудски теснец, ќе се вика Струшкиот теснец, ниту е минирано, да, има пуно кајчиња, ако треба ќе ги повлечеме малку наназад, да може да поминат танкерите, и на Европска унија ќе им се допадне. Да, нашава влада одма ќе прифати, може и наплатна рампа да ставиме онде. А видиш некој од Европска унија, так, здраво, толку и толку, сакаш да поминеш, не е минирано, безбедно, ова не е лоша идеја. Некој може, одма ме слушна, одма разбра, чека да идам да не... Еден телефон, друг телефон, кој е ова? Ало, имам една многу добра идеја, да, сега, да, те слушам. Да, ќе видиш, ќе чуеш, ќе има, да, на Big House, ќе пуштиш, ќе чуеш. Ајде, ќе ти се јавам. Ајде, чао. Ете зашто. И така на YouTube го има каналот Big House, може да си, кој сака може subscribe, ќе си стисне лайк и одма идеја. Нафта, немало, не можело да помине. Струшкиот теснец, Албанија е близко, све се, сегде Јадранско море, со све сме, цел свет е поврзан овде. Браво. Чека да видам, тука имаше и една подморница, бе. Чека да видам, подморница имаше една, видиш, убаво ми текна. Оскар Пласт. Шо ако пише Оскар Пласт? Ќе прекрстиме, ќе биде Струга транспорт. Идам да им ја кажем идеја. Здраво, извинете. Едно прашање. Бегаат. Ајде овие да ги прашаме, нема да бегаат, идеме. Ова е новата техника на пиење вода во Струга. Пиете вода вака и потоа бегате за побрзо да ви спадне водата. Може ли нешто да прашам, девојчиња? Здраво. Дали знаете каде се наоѓа Струшкиот теснец? Од Струга сте? Не. Кој знае каде е Струшкиот теснец? Како? Струшки теснец. Теснец? Нешто многу смешно е тоа, сигурно, ама ќе дознаеме. Не знам. Фала, убав ден да имате. Здраво, извинете, едно прашање. Дали мислите дека Ормудскиот теснец ќе биде отворен наскоро? Не сме по политиката, ви благодарим. А уште едно прашање. Дали мислите дека е подобро да најдеме наш Струшки теснец, каде што слободно ќе може да проаѓаат танкери со нафта? Ако најдете, влазе си ви. Не ли е добра идејата? Многу добра. Ви благодарам, пријатно. Ете, почитувани, значи добра, истружени се согласуваат, значи добра идеја е, само не знам за името, дали да се вика Струшки теснец или некое друго име, меѓутоа, штом се работи за теснец, мислам дека најубаво би било да ја прашаме Весна. Да ја најдеме Весна. Здраво, извинете да ја прашаме, да не знаете каде е Весна? Весна? Која Весна? Весна од Струга. Не знам. Фала. Добар ден, се извинувам. Дали знаете каде може да ја најдеме Весна?
Весна. Која Весна? Од Струга. Има дуќан, има шо има? Не знаеме дали има дуќан, меѓутоа знаела добро да смислува имиња, така ни кажа. О, да ти кажам право, немам слушнато за ова и меѓу време јас сум живеена во Америка, не толку и познавам баш овде луѓево и аман да не те лажам, не знам. Уште едно прашање ќе ви кажам зошто токму е бараме Весна, вака, дали сте слушнали за Ормудскиот теснец, каде што сега моментално не може нафта да помине, нели танкери, бродови, поради војната? Да ти кажам, не знам за тоа и не сум баш некоја од политика и затоа што имам други обавези, пензионерка и затоа Супер, дали може да би ни помогнале? Јас таму негде во тој дел Струшки, околу Струшки плажи, видов еден теснец така како канал. Па ни дојде до идеја може да им дадеме предлог да наместо Ормудски теснец, од тука да ги пренасочуваме бродовите за нафта. За нас македонците ќе биде тоа поевтина варијанта. Сега ние ја бараме Весна за да ни каже како да го крстиме тој теснец овде кај нас. може и затоа не знам да ти кажам каков одговор да ти дам, може, не може. Зашто не сум, знаеш, толку Весна, ако ја најдеш, тогаш сигурно ќе имаш доста помош од незе. Чим таа знај све, ја ве поздравувам и фала ви многу што ме застанавте. Меѓутоа, што знае ви кажав. Ви благодарам. Нема проблем. Здраво. Нема проблем. Ај, покажи. Ovako. Pišeš B, I, G. K, A, O, S. Evo go. Благодарам. Subscribe, like, се тие се други епизоди, меѓутоа оваа кој ќе биде нормално ги се гледат. Добро. Добро, ви Тука сте благодарам. од Струга, така? Да. А Славчо Поповски го знаете? Метеорологот? За времето што кажу. Да. Да? И он е во нашата емисија. Добро. Пријатно. Пријатно. Овие снимателија нон-стоп се местат, брзе на место, тој ти ќе го забориш текстот, ама тоа ќе научиме. Може? Ова Струга многу интересно место. Преска таму на едно место го видов оној дел кај што се стеснува од езерото, ја го нареков Струшки теснец и одма ми дојде идејата да помогнеме да направиме еден Струшки теснец кај што ќе можат танкерите со нафта да поминуваат, бидејќи тука е безбедно, нема. Да, може да малце поскапа нафтата, ама ќе се снајдат. Сега, пошто самиот теснец некако доаѓа кај буквата В и текна дека можеби Весна, кој што знае што е тесна, да ни даде некое име, предлог како да се вика тој Струшки теснец, ја што го нареков. Не успеавме да ја најдеме Весна, баш ми е жал. Меѓутоа се овде најдов на уште еден теснец. Овој теснец малце поширок, ама зашто ќе поминат 5-6 танкери наеднаш. Треба да го размислиме ова. Ви благодарам многу. Ако ви текне некој име, subscribe на каналот Big House. Во порака може слободно да ми пишете име, предлог за име, како да го крстиме, или ако ја најдете вие Весна, прашете за оваа наша вода тесна како да најдеме некој име. Ви благодарам, чао, се гледаме.